Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешново издание на нашето шоу и добре дојдовте у денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и она што денеска ќе го зборуваме и прашањето на кое што денеска ќе одговорам е многу интересно, а тоа знам дека барем има некој дел на луѓе кои што сметаат дека односно се плашат да можеби направат некаков чекор мислејќи дека ќе ги добијат ефектите кои што се поврзани со прашањето. А прашањето гласи дали може мускулот да се претвори во сало и дали можеби ако имам вишок на килажи и правам стомачни мускули, може тие да ми се залепат за мускулот и мастите да никогаш можеби не ги отстранам. Огромен мит и огромна заблуда, но знам дека постои и дека кружи многу, има луѓе кои што можеби и имаат такво мислење. И тоа е поради тоа што едноставно никој од нас можеби не се оптеретувал и не се замарал нешто повеќе со исхрана и да прочита и слично, но по логика ќе ви објаснам овака. Мастите и мускулите се тотално различни ткива. И ниту едното може да се претвори во друго, ниту другово може да се претвори во едно. Односно, мастите не се претвараат во мускул и мускулот не се претвара во масти. Тотално различни ткива и не се плашете дека можеби мастите ќе ви се залепат за мускулите ако вие практикувате некакви вежби и дека никогаш ќе не може да ги отстраните. Во принцип, како ќе се случи да го зголемувате вашиот процент на мускула да ги отстранувате вашите масти. Она што константно тука го зборуваме и што константно ќе го зборуваме и ќе бидам максимално досаден и упорен е дека мастите како ткиво најмногу ќе се трошат и она што најмногу ќе влијае за нивниот губиток е начинот на исхрана кој што вие го имате, односно каков поедок имате, колку имате редовно оброци и колку вода пиете. 20% од тие 100 ќе отпаднат на вежбањето и на физичката активност. Сега, кога еднаш веќе ќе го почнете процесот на убрзување на метаболизмот и на трошење на мастите и кога ќе го исполните тој 80% на исхрана, може да почнете и да практикувате некаква физичка активност и да се вложите во овие 20% што од нашата филозофија сочинуваат 100%. И тоа ќе значи дека со вежбањето и со квалитетната исхрана, без разлика каква дисциплина имате, ќе почне да се храни вашиот мускулен тонус. Доколку може би не практикувате вежби со отпор, односно доколку може не практикувате некоја дисциплина која што подразбира дигање на тежини и работа со тежини, вие ќе добивате само добра форма на вашиот мускулен тонус и ќе изгледате се подобро и подобро. Доколку практикувате некакви вежби кои што значат отпор и кои што значат тежини, вие дополнително ќе добивате и нова мускулна маса. Сега, таа нова мускулна маса нема воопшто да повлијае за тоа да можеби ви се прилепат мастите и да никогаш не ги отстраните. Таа нова мускулна маса дополнително ќе го убрза метаболизмот. И што тоа во превод значи? Кажавме и на почетокот дека мастите и мускулите се тотално две различни ткива. И тоа значи дека мускулите како ткиво имаат 300 пати побрз метаболизам од салото. И значи дека доколку имате 1 килограм дополнително нов на мускул, тоа ќе придонесе за уште побрз метаболизам, а тоа ќе придонесе за уште подобро согорување на мастите кои што ги имате. Затоа не се плашете дека ако правите одреден тип на вежби ќе си помогнете да мускулите, односно да мастите се залепат за вашите мускули. Воопшто тоа не е така и напротив, било каква физичка активност од никаква е многу подобра опција. Затоа не се плашете и филозофијата која што тука ја зборуваме, практикувајте ја.
А тоа подразбира здрави животни навики, баланс во исхраната, доволно вода и ако сакате некаква физичка активност, макар да е тоа и пешачење, макар да е тоа и качување на скали, макар да и да почнете да одите пешки до работа и што уште не од опции кои што ви се на располагање. Така да тука ве поздравувам, завршувам со оваа тема и со ова прашање. Се гледаме во следната епизода, до тогаш останете ми со здрави животни навики. Пријатно!